Гласот на Америка на македонски. Преку една деценија вашиот прозорец кон САД. А сега, директно од студиото во Вашингтон. Добро вечер. Ова е ТВ журналот Newsflash на Гласот на Америка на македонски. Со вас во наредните 8 минути ќе биде Ведран Андоновски. Ураганот Айрин и повлекувањето на првиот човек на Apple, Стив Джобс, главни теми на насловните страници утрово во САД. На почетокот на емисијата, најновите вести. Долж источниот брег на САД трае евакуација на населението и туристите од популарните места и одморалишта поради надоаѓањето на ураганот Айрин. Невремето само што го истори својот бес врз Бахамите со ветришта од 185 км/ч и се движи кон Флорида. Во Вирџинија морнарицата нареди бродовите да испловат на отворено море, затоа што таму имаат подобри шанси да се справат со невремето. Над 65 милиони луѓе живеат долж прогнозираната патека на Айрин и доколку допре до североисточните делови на САД, може да биде најсилниот ураган од оној наречен Боб пред 20 години, што ја погоди Нова Англија. Советот за безбедност на Обединетите нации треба да гласа за нацрт резолуција што ќе одмрзне либиски имот од 1,5 милиарди долари за итни хуманитарни потреби, а што вчера ја поднесаа Соединетите американски држави. 500 милиони би биле за меѓународните хуманитарни организации и напорите на Обединетите нации, други 500 за енергетско снабдување и болници, а исто толкова сума се планира и за социјални услуги. Акциите на Apple забележаа пад од 2% на почетокот на денешното тргување во САД, откако коосновачот на компанијата и нејзин извршен директор Стив Джобс реши конечно да се повлече од здравствени причини. Джобс се бори со рак на панкреасот уште од 2003, му беше трансплантиран црн дроб во 2009, а беше на боледување од јанари годинава. На местото на Джобс ќе дојде Тим Кук, главниот оперативец во Apple. Благодарение на Джобс, Apple е највредната технолошка компанија денес. Во 1990-тите за малку избегна банкрот, но се препороди со производите како iPhone и iPad. Поранешниот американски подпредседател Дик Чейни во мемоари до чии делови дојде Нью Йорк Таймс тврди дека барал председателот Џорџ Буш да го бомбардира местото во Сирија за кое постоело сомневање дека крие нуклеарен реактор од 2007, што веднаш потоа го бомбардираше Израел. Според весникот во биографијата насловена "Во моето време, лични и политички сеќавања", Чейни исто така критикува неколку членови на владата на Буш. Државниот секретар Колин Пауел дека се обидува да го поткопа Буш со приватно изразените сомневања за војна во Ирак, како и наследничката на Пауел, Кондолиза Рајс, како наивна во преговорите со Северна Кореја. Книгата треба да излезе од печат наредната недела. А од Холивуд и онака важи за најстуден судија во реалните ТВ шоуа, но посакува уште постудено. Сајмон Кауел изјави дека сака да биде замрзнат по смртта, во надеж дека медицината и технологијата на иднината еден ден ќе го вратат во живот. А во продолжение на Newsflash, здравјето на прво место. И со речта против болеста, програма на познат њујоршки центар за борба против ракот. И пишувањето за искуството со ракот е терапија, велат нејзините учесници. Погледнете. Во Њујорк, но не на Бродвеј, овие професионални актери еднаш годишно презентираат дела на пациенти со рак кои се лекуваат во болницата Меморијал Слоан Кетеринг. Програмата е чедо на Џудит Келман, која започна терапија во вид на програма за пишување за пациентите со рак, наречена видливото мастило. Неколку години подоцна, стотици лица учествуваат во неа. Ние сме нашите приказни. Кога некој ќе заболи од рак, излегува од колосек се што тој човек посакувал во својот живот. Ги охрабруваме луѓето да си ја вратат својата приказна, да ни ја кажат без разлика дали е поезија, проза, блог или мемоари, представа. Пациентот Мајкл Соломан е режисер, писател и страствен учесник во програмата, дијагностициран со рак во 2001. Неодамна имаше изведба на неговиот есеј "Високи препреки". Ова е како сон. Имате уредник, може да говорите за кој да сакате приказна, не само за болест. Тоа е убавината на оваа програма. Рејчел Раш добила рак на 2-годишна возраст во исто време кога бил дијагностициран и таткој. Обајцата сега се со добро здравје, но Раш по професија актерка се уште се лекува. Вели дека пишувањето за видливото мастило и дава доверба да продолжи со кариерата. На националното шеталиште во Вашингтон подигнато ново обележје. Во чест на човекот што 60-тите смело сонуваше расна еднаквост. Гласот на Америка разговараше со посетителите на споменикот на Мартин Лутер Кинг.
Споменикот официјално ќе биде отворен со церемонија во недела, но тој веќе привлекува голем број посетители. Малинда Еверет е од Вашингтон. 9-метарската статуа на Кинг и ги враќа сеќавањата. Бев со доктор Кинг на протестниот марш за работни места во 1959 година. Ова говори до каде е дојде на Америка, признавајќи не како луѓе. Ми говори толку сочувствително и смело, што не знам од каде да почнам за да објаснам. Од посетител до посетител, впечатоците ја кристализираат важноста на пораката на Кинг до ден денес. Ме понесе толку многу што се расплакав. Ова е досега највпечатливиот напор да не го заборавиме Мартин Лутер Кинг и она што тој го стори за нас и другите. Сите во оваа земја го ценат онаа што доктор Кинг го направи за еднаквоста на расите. Споменикот вклучува долг гранитен зид на кој се испишани делови од говорите на Кинг. Стефани Спајс само што се доселила во Вашингтон од Чикаго, потенцира дека е важно младите генерации да знаат за наследството на Кинг. Да ја споделат таа богата историја, да дознаат за што била борбата за нацијата каква што сме денеска. Посветувањето на споменикот паѓа на 48-та годишнина на маршот во Вашингтон за работни места и слобода, денот кога Кинг одржа говорот "Имам сон", едно од најпознатите обраќања во историјата на човештвото. I have a dream that one day. А утре во Newsflash, еден автор во кампања за заштита на дивината од Флорида до Квебек, на велосипед, со автостоп и веслајки. Гледајте утре во Newsflash. Недопрената природа нема подобар пријател. Џон Дејвис се одзва на повикот на дивината. За ова во утрешен Newsflash. Гледавте Newsflash на гласот на Америка на македонски. Денес оваш беше Ведран Андоновски. За повеќе содржини појдете на нашата интернет страница glasnaamerika.com, а побарајте не и на Facebook. Пријатна вечер. Се гледам утре.